Да го разгледаме 11-то прашање. Точките М и Н се средини на страните АЦ и БЦ на триаголникот АБЦ со страна АБ 7 см, колку изнесува интензитетот на векторот МН. Идеме триаголник АБЦ. М средина на АЦ, Н средина на страната БЦ. Отсечката МН е средна линија на триаголникот. Отсечката која ги поврзува средините на страните на триаголникот, две страни на триаголникот, се вика средна линија на триаголникот. Бараме колкав е интензитетот на векторот МН. Кое својство ги има средната линија на триаголникот? Таа е паралелна со третата страна, значи МН е паралелна со АБ и е половинка од неја. Ако АБ е 7 см, тоаш МН е половинка од тоа. Одговор 3,5 см. 12 прашање. Точките П и С се средини на страните АЦ и БЦ на триаголникот АБЦ. Ќе користиме овој триаголник само што договараме тоа да биде точката П, ова да ни биде точката С. Колку изнесува интензитетот на векторот АБ? Значи сега бараме интензитетот на векторот АБ, ако ПС има должина 12,5 см. ПС 12,5 см. Средната линија беше паралелна со третата страна и е половинка од неја. Значи АБ сега ќе изнесува 25 см. 13 прашање. Даден е триаголник АБЦ и векторите АБ или вектор А, БЦ или вектор Б и АЦ или вектор С. Со кое равенство се запишува разликата на векторите А и векторот С? Имаме цртеж погоре, да погледниме. Триаголникот АБЦ, вектор АБ, вектор БЦ и вектор АЦ. Со кој равенство се запишува разликата на векторите А и С, А минус С. Векторот А беше АБ, векторот С беше АЦ. Одземаме само вектори кога имаат заедничка почетна точка. АБ минус АЦ ќе биде вектор чија почетна точка е точката С, крајна точка е точката Б. Значи ќе имам вектор CB, а тој е спротивен на векторот B. Значи ќе запишам одговор. Вектор А минус вектор С не е векторот B, туку спротивен на него, векторот минус B. Или може да ви запишат вектор спротивен на векторот B, CB ќе запишат вектор. 14 прашање. Дадени се векторите А и Б со... Не сум ставил стрелки, ознаки се вектори, со интензитети. А 4 см, векторот Б има интензитет 3 см. Ако интензитетот на збирот на тие два вектори е 7 см, тогаш векторот А и векторот Б се, штом збирот е 7 см, овде имаме 4, овде 3, се исто насочени. 15 прашање. Ако точките М, Н и П припаѓаат на една права и точката Н лежи меѓу точките М и П, тогаш векторот МП плюс векторот ПН е еднаков на векторот, па и не ви ни треба цртеж и друго објаснување. Погледнете дали се тие надоврзани. Крајната точка на првиот е почетна за вториот. И сега збирот ќе ми види кој вектор? Вектор М, Н. Погледнете го цртежот. Одговор.
се извинувам поради ова. Или ајде, може би треба да напишеме баш како што е потребно тоа. Да погледнеме цртежот. Направа точките М, Н и П, така што точката Н да лежи помеѓу точките М и П. Векторот МП. МП. Ќе го нацртаме сега. Еве го векторот МП. Плюс ПН. Векторот ПН. И решението е вектор МН. Ги разгледавме сите 5 прашања. Јас благодарам за вашето внимание.